2, 6 или 11. Колку тона контаминирана вода со метилакрилат истекле од цистерната во фабриката Охис? Прашање за кое надлежните различно информираат. Според последната изјава на инспекторот за животна средина Хусни Тачи, тој веле дека се претпоставува дека имало 11 тони, но колку биле навистина дополнително ќе се утврдало. Претходно од инспекторатот информираа дека биле истечени 6 тони на контаминирана вода, а пак завчера директорот на фирмата Екоцентар Владо Момировски кажа дека биле само 2 тона. Се чека извештајот во кој ќе бидат точно утврдени сите податоци, но кога тоа ќе се случи засега не се знае. Што покажале резултатите од втората контрола на армијата кој беа во понеделникот на терен? Информација нема ниту за тоа. И 6 дена по хаваријата, а за властите само инцидент. Тие велат дека се е под контрола. А во јавноста има многу сомнежи дека се кријат работи кои можеби никогаш нема да ги дознаеме, како на пример колку точно метилакрилат бил испуштен во воздухот. Од страна на единицата на АРАМ беше направени испитувања. Според испитувањата, резултатите уште ние не ги имаме добиено во Државниот инспекторат за животна средина. Кога ќе ги добиеме, ќе ви кажеме за концентрациите какви се. Министерството тврди дека Универзитетот во Штип утврдил дека метилакрилат имало само во цевките, но не и во воздухот. Се поставува прашањето, ако немало метилакрилат во воздухот, тогаш зошто имало непријатна миризба во околните населби? Што ги натерало жителите случајот да го пријават во полиција? Се очекува да биде лоциран и виновникот за излевањето на контаминираната вода од цистерната. Надлежните велат дека врз база на извештајот, кој јавноста го чека речиси цела недела, ќе биде донесена и одлуката за тоа кој ќе ја сноси одговорноста. Министерот за животна средина Нуредини веле дека ќе бара одговорност од Екоцентар 97, а директорот веле работеле по прописи. Нивно право е, ако сметат дека постапките не се спроведени согласно елаборатот и законите, они можат да бараат, си има одредени процедури што ние сметаме дека сме ги спровеле, а тие ќе си направат контрола, тие се институција и во колку заклучат дека негде има некој пропуст, нека бараат одговорност. Екологистите се сомневаат дека фирмата на Момировски воопшто и немала лиценца за вршење на ваква задача, односно складирање и уништување на транспорт на опасен отпад.